господине Џафери. Почитувани колеги, во текот на вчерашниот ден македонските медиуми ја пренесоа веста каков ќе биде извештајот, односно каков е извештајот на Венецијанската комисија во врска со законот за јазици. Јас ќе потсетам дека и премиерот и претседателот на ДУИ, ако не се лажам, и мнозинството пратеници во дискусиите велеа дека тоа што ќе го прати Венецијанската комисија ќе биде внесено во закон. Јас така паметам, ако грешам, имате милион начини како да ме демантирате. Сега, Венецијанската комисија, почитувани колеги, ве молам да ме сослушате, вели, комисијата го повикува законодавецот да го преиспита законот за јазици и со тоа да ги земе предвид во консултации сите засегнати страни. Секундата. Збори имате за предлогот дневен ред. За предлогот дневен ред. Да. Односно предлогот Господине дневен Џафери, ред. дали ќе го образложам предлогот и на крај ќе го кажам, или ќе го кажам предлогот па ќе го образложам? Кажете си предлогот да знаеме зашто стилска збориш. фигура и на начин на изразување. Кажете си го предлогот и образложите да знаеме зашто збориш. Ама јас мислам дека вие Добро, доволно разбирате зашто зборите. Вие сте Па не мора да добро разбираме, ги зборите за нешто што не е на дневен ред. Да, значи, Венецијанската комисија повикува законодавецот да го приспита законот за јазици, да се откаже од одредбите на законот во врска со двојазичност во судовите, да се ревидира член 3 од законот, каде што се употребата на јазикот ќе оди во внатрешна и меѓуинституционална комуникација, да се обезбеди доволно правна јавност во смисла на коментари дадени во сегашното мислење за да се користат и немнозинските јазици, оние на 5 помали заедници спомнати во Уставот, да се одложи извршувањето на санкциите и најбитно, според мислењето на Венецијанската комисија би било корисно доколку властите спроведат детални студии за причините и недостатоците во спроведување на законот од 2008 година, значи на тој закон се повикуваат, и да го проценат влијанието во однос на буџетот и човечките ресурси. Исто така, комисијата препорачува законодавецот да не ја користи скратената постапка, господине Џафери, за ревидирање на законот за јазици, како што беше во претходниот случај. Од тој аспект, а врз база на ветувањето на господинот Зоран Заев, дека све што ќе препорача Венецијанската комисија, почитуван господине Џафери, почитувани колеги пратеници, предлагам точката под реден број 10, предлог на дополнет предлог на закон за инспекторат за употреба на јазиците, денеска да се симне од дневниот ред, со цел да се даде можност владата и Министерството за правда да подготват измени на основниот закон за јазици во согласно со мислењето и препораките на Венецијанската комисија, онака како што секој од пратениците ветуваше кога гласаше и онака како што премиерот Зоран Заев ветуваше, дека сите препораки на Венецијанската комисија ќе бидат вградени во закон. Затоа да не трчаме една точка пред друга точка пред трета точка, овој закон произлекува од законот за јазици. Прво, да ги имплементираме одредбите од Венецијанската комисија, препораките на Венецијанската комисија, па потоа да се навратиме на носење на овој закон. Гласањето спротивно на овој предлог, во истиот момент денеска ќе потврди дека тие ветувања, дека препораките од Венецијанската комисија ќе бидат вградени во нашето законодавство, биле само маркетинг елемент на владачкото мнозинство. Благодарам.